Стратегиската определба за вклучување на природниот гас во енергетиката на Република Македонија, а со тоа и развој на постоечката гасна инфраструктура на ниво на цела држава, доведе до изработка на студија за гасификација на земјава. Посебен акцент е ставен на првата фаза на гасификацијата во периодот од 2011 до 2015 година. Во земјава интензивно се работи на овој проект со цел што побрза реализација на проектот за гасификација. Денеска во Кавадарци беше презентирана студијата за оценката на влијанието врз животната средина од проектот Национален гасификационен систем во Македонија делница 1, Клечовце Неготино со крак до термоелектричната централа Неготино. На презентацијата присуствуваа представници од бизнис секторот. Градоначалникот Александар Панов во изјава за медиумите ја нагласи користа од изградбата на гасовод пред се за бизнис секторот и нивното работење. Едно од основните барања на бизнис секторот во Кавадарци беше токму тоа, да се гасифицира Кавадарци. На оваа тема разговарав и со приватни бизнисмени, со руско потекло, израелци кои што сакаа во Кавадарци во друга форма да донесат газ, меѓутоа ова е она вистинското. Ова е она што го работиме од самиот почеток со владата на Република Македонија, тоа е гасификација со еден цевковод кој што од Куманово ќе биде или од Клечовце преку Неготино во прва фаза ќе стигне до Кавадарци. Значи гасификацијата на Битол, на рек Битол и на другиот регион е втора фаза, што би значило дека некаде околу 18 месеци во најдобар временски рок би се реализирал овој проект. Меѓутоа нели остануваат формалностите. Денеска разбрав од случните служби дека веќе студијата и проектот за гасификација на Кавадарци е завршен, така што во наредниот период, како резултат на оваа достигнување на владата на Република Македонија, нам како локална самоуправа ни останува да понудиме одредени урбанистички решенија, да најнапред ги опфатиме прво индустријските зони со газ. За бенефитот не би зборувал многу, тоа најдобро е да ги прашате, да го прашате бизнис секторот кој што е живо заинтересиран за оваа работа, бидејќи нивното производство и трошоците кои што му влегуваат во цената на финалниот производ сигурно е условена од енергенсот, а знаеме дека енергенсот како што е гасот е најевтин и најпобаруван енергенс кој што не само тука, туку и во Европа е фактички има една зависност од рускиот газ. Гасоводи има и низ Европа и низ Балканот, и искуството од руската техника која што се употребува за изградба, бидејќи се работи најверојатно за затварање на клиричкиот долг на Република Македонија со Русија, е мощно позитивно. Значи, сигурно дека ќе има одредено минимално влијание врз животната средина, ако ништо друго, барем таму каде што таа ќе поминува, че не може да се сади ништо, че не може да, заради безбедност на цевководот, не заради тоа што не може да се сади. Меѓутоа, во секој случај, бенефитот во споредба на тоа какво ќе има влијание врз животната средина е неколкукратно поголем. И токму заради тоа секаде во светот, па и тука, почнуваме со изработка и на студија и утре и на реализација на овој проект. Значи, во Македонија имаме искуство со гасот само во Куманово, меѓутоа, досега нити вие, сигурно јас не сум слушнал дека луѓето имат проблем од еколошка гледна точка, а и кога би го споредиле гасот како енергенс со нафтата, тој е сепак неколку пати по еколошки од нафтата. Магистер Магдалена Трајковска-Трпевска ја представи студијата пред кавадарчани. Генерално изградбата на гасоводот, доколку се почитуваат дадените препораки и мерки, ќе нема никакво негативно влијание врз животната средина, а тоа значи ниту врз лозовите насади. Ова е еден од поголемите проекти што се планира во Република Македонија. Значи, тоа е изградба на еден цел гасоводен систем во која делницата, почнувајќи од Клечовце кон Неготино, со крат кон ТЕЦ Неготино, е одредена од страна на владата на Република Македонија како приоритетна делница. Генерално овој проект ќе има долгорочно позитивно влијание како во однос на животната средина, така и во однос пред се ќе го потенцирам социјалниот елемент на животната средина. Зошто? Затоа што со овој проект ќе се обезбеди квалитетно и стабилно снабдување на пазарот со електрична енергија.
На пазарот, кога кажувам, мислам пред се на индустријскиот сектор, на домаќинството и на услужниот сектор. Тоа е едниот аспект. А другиот аспект во однос на животната средина, затоа што денешната презентација беше на студијата за оценка на влијанието на проектот за животна средина. Генерално, овој проект нема да има големо негативно влијание врз животната средина, затоа кој што ќе се изрази само во фазата на изградба, додека се гради. Во фазата на работа на проектот речиси да нема никакво негативно влијание врз медиумите и областите на животната средина. Во студијата за оценка на влијание врз животна средина детално се обработени како влијанијата, но и мерките за намалување, ублажување, односно неутрализација на негативните влијанија. Една од мерките која што е предложена во рамките на студијата, тоа е враќање на пределот или на областа каде што ќе се одвиваат градежните работи во првобитната состојба или колку што е можно да се врати во првобитната состојба. Тоа подразбира рекултивација на просторот, односно засадување на просторот онаму каде што е направена поголема деградација на, мислам, на почвата, на пределот и така натаму, со оние видови на растенија кои што се автохтони за самата област. Од друга страна, сакам да истакнам дека практично просторот каде што ќе бидат рововите, каде што ќе бидат положени цевките, се планира да има еден заштитен појас од 12,5 метри од двете страни. Тоа се 25 метри кои што ќе бидат трајно експроприирани. Значи тоа е оној заштитен појас кој што мора да биде таков каков што е и кој што најверојатно ќе биде и ограден за да се обезбеди непречена работа на гасоводот. Проектот Национален гасификационен систем во Република Македонија делница 1 Клечовце-Неготино со крак до Тец-Неготино представува дел од комплексниот гасификационен систем кој овозможува развој на постоечката гасна инфраструктура која во периодот 2010-2040 година треба да биде воспоставена на целата територија на државата.